Почитувани граѓани на Република Македонија, пред нас е најголемиот предизвик до сега. Да ги вратиме слободата, демократијата, достоинството. Да си ја вратиме државата во нормален колосек. Да ја спасиме Република Македонија, друга татковина немаме. Ова е најголемиот предизвик до сега, затоа што и првиот круг од претседателските избори покажа дека и покрај евидентното опозицијско расположение во земјава, системскиот притисок на власта и механизмите што таа ги употребува, спречува да дојде до израз волјата на народот. Но ние во СДСМ, ви тврдам, сме подсврсти од било кога таа волја на граѓаните да се спроведе. Над 320.000 граѓани се одважија и ги поддржаа промените што СДСМ ги почна со претседателскиот кандидат Стево Пендаровски. Уште огромен број останаа дома од разни причини, но тој нивни потек е не за власта која што 8 година поред ни ја уништува државата. Почитувани, време за чекање повеќе немаме. Мора да го запреме расипничкото однесување на Груевски и неговите послушници. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има нови луѓе, нови идеи и решенија како да ги врати парите назад кон граѓаните, како да ја департизира државата и да овозможи секој во неа да се чувствува среќно и достоинствено, зашто секој кој се родил на ова парче земја го има тоа право. Затоа ве повикувам и ве охрабрувам. На 27 април достоинствено да излеземе на гласање и сите да гласаме по сопствено убедување. Да не подклекнуваме на уцените и заканите. Тие не можат и не смеат да бидат посилни од заедничкиот сон за просперитет на Република Македонија со која сите ќе се гордееме. Да покажеме како се бранат интересите на земјата, да докажеме дека и на избори се соборуваат диктатури. За демократијата мора да се избориме. Нашата земја е нашиот дом. Ако ја завршиме нашата работа, таа ќе биде дом и на нашите деца. Со заокружување на бројот 1 на кандидатската листа за пратеници и на бројот 3 на листата за претседател, да гласаме за промени, да гласаме за нов почеток на Република Македонија. Ви благодарам.